е битно да работиш во права околина. Да ти се вретнува трудот, да е тоа една успешна компанија како АСП пак. Значи, да не се плашиш за стабилноста, бидејќи фирмата не само што е ликвидна, него и е просперитетна и тоа е незината компетитивна предност пред другите компании. Ние работиме за извоз и тоа ми дава една убава слобода да можам да се изразам. Како е да се биде менаџер? За мен е едноставно, затоа што како што нас спомнав, покрај тоа што се градиш самиот себе си, се трудиш и да имаш убава интеракција и со тимот. Значи, тоа е една константна убава енергија што се трудам да ја споделам и да ги мотивирам. Покажувам одредено ниво на самоиницијативност и за возврат мислам дека доста од нив имам покренато, значи да застанат на тој пат и да преземат одлуки, и да станат поодважни, и да станат комплетни професионални личности. За жена. Мислам дека не е голема разликата од да се биде жена менаџер или маж менаџер. Има ли стереотипи се уште кон жените во бизнисот? Мислам дека да, макар да јас не сакам така да размислувам, меѓутоа има во секој случај и не го сваќам како некој ограничување. Не го сваќам затоа што не ни обраќам внимание на такви работи, така? Јас се трудам да сум најдобра во тоа што го правам, никогаш совршена, нема такви работи. Нема таков, не постои таков човек. Не постои таков човек. Меѓутоа не сакам да ги гледам така. Сега имаме ние како жени посебни карактеристики кои што не разликуваат и тоа е сосем природно. Од тие што ни помагаат да бидеме подобри менаџери понекогаш, сега, значи нема апсолутни работи, дека сме почувствителни, со самото тоа имаме повеќе сенс за одредени работи, многу сме поупорни и потврдоглави. И тоа ни носи кон напред. Сметам дека е успешна комбинација. Така, значи, според вас многу е важна компанијата во која што работите за успех или личен успех? Секако и компанијата и државата. Значи, државата треба да нуди можности. За една компанија, за еден поединец и така натаму. Меѓутоа, крајно пак е индивидуално колку од тоа ќе успееш да се искажеш себе си, да го искористиш, како да речам. Ама тоа што АСП пак е компанија, сега ќе речем веќе од светски ранг, не е воопшто сеедно.